Создава или не Иран нуклеарно оружје? Прашање за $1.000.000 или би рекол прашање на војна или мир? Дилема која не поттикна денеска да си кажеме за процесот на создавање на атомска бомба, односно како се создава нуклеарно оружје. На оваа тема денеска ја поканивме Христина Спасевска, универзитетска професорка, раководител на лабораторијата за радиациона физика на Факултетот за електротехника и информацијски технологии во Скопје. Професорке, добре дојавте. Добар ден, Горан. Често ми е да разговарам на оваа тема денеска, особено што после Украина, а и сега со кризата во Иран, нуклеарните технологии се центар на светското внимание. А вие предавате на факултетот ФЕЙТ и примена на нуклеарни технологии во индустријата. Иако ова прашање тангира повеќе геополитика, меѓународно право, ние ќе се фокусираме денеска на технолошкиот процес, како се создава атомско оружје, односно нуклеарно оружје, и дилема која на почетокот се наметнува. Во јавноста се меша нуклеарна и атомска бомба. Секоја атомска бомба е нуклеарно оружје, меѓутоа нуклеарна бомба како таква не постои всушност. Станува збор за употреба на различни термини само, нели? Така. Значи македонскиот јазик секогаш се труди да има нови и нови термини. Се уште и во оваа наша јавност во физиката останува дали ќе биде атомско или нуклеарно оружје, некако ние преферираме да го користиме терминот нуклеарна бомба или нуклеарно оружје. Тоа зависи од колегите, значи ги користиме и двата термини, зависи од колега до колега. И сега вам како напознавач на процесот на нуклеарните технологии, во светот има бројни нуклеарки. Кога велиме нуклеарки, мислиме на нуклеарни централи за производство на струја во прв ред. И вие сте ја истражувале таа технологија на процес на создавање на струја преку нуклеарен погон. Дилемите се бројни и се веројатно, еве како што кажав и во најавата за прашање на војна или мир. И покрај тврдењето на Меѓународната агенција за атомска енергија, односно првиот човек Гроси, дека Иран не поседува нуклеарно оружје, некои информации на разузнавачките агенции на Соединетите Американски држави го потврдуваат тоа во годишните извештаи. Израел наспроти тоа, нивната разузнавачка информација вели дека Иран сепак создава такво оружје и поради тоа се води војна деновиве на Блискиот Исток. Еве сега сме во некоја нова фаза. Како вам би личи, ако има нуклеарно оружје Иран, зошто тогаш 3 децении се дебатира на темата? Колку време всушност треба е потребно за да се произведе нуклеарно оружје? Бидејќи Нетањаху како актуелен премиер на Израел со години го повторува истото, или децении веќе. Така. Значи, секоја примена на нуклеарните технологии, независно дали ги пременуваме за енергетика, во мирнодопски цели, во медицината, исто е многу значајно, или пак за правење на нуклеарно оружје, сето тоа треба да биде под мониторинг на меѓународните организации. Единствена организација во светот која прави мониторинг и која има капацитети преку своите, да кажеме, инспектори да прави мониторинг на нуклеарните технологии во целина, сега збориме, не ги делиме поотделно, е Меѓународната агенција за атомска енергија. Со седиште во Виена, каде што вие работите на проекти, сте вклучени таму? Да, веќе 10-15 години сум вклучена во проекти токму со Меѓународната агенција. Она што Гроси последно го кажа, тоа беше во неделата, кога се обрати пред Советот за безбедност на Обединетите нации, рече дека моментално во Иран има инспектори номинирани од Меѓународната атомска агенција и реално тие инспектори моментално ги даваат, барем така да кажеме, официјалните податоци што се случува во Иран. Во Иран, од податоци од Меѓународната агенција, ние знаеме дека во Иран моментално има 400 килограми на збогатен ураниум до 60%. И меѓутоа, за да биде тоа фаза на нуклеарно оружје, треба да биде до 90% збогатен, или? Начелно, да, иако може да се користи и во оваа фаза, и се претпоставува дека 4 бомби, нуклеарни бомби, во овој момент Иран може да подготви. Тоа е сегашната ситуација. Зошто сите земји немаат и зошто се збори долго време за ова, да кажеме, добивањето на нуклеарни бомби? Не, вака, значи, како се создава прво атомската бомба, бидејќи велите до 60% збогатен ураниум. Значи, треба ураниум и тој ураниум како руда. Станува збор за руда, нели? Значи, ураниумот во природен елемент. Значи, ние во природата најмногу го имаме до 90% ураниум 238. Тој е радиоактивен и тој се наоѓа во природата. И верувајте ми, ние како генетски сме прилагодени и живееме со таа природна радиоактивност што има во природата, некаде
Некаде до 90% е токму тој ураниум, но тој ураниум 238 нас не ни помага за создавање или не се користи за создавање на атомско оружје или нуклеарно оружје. Затоа ни е потребно ураниум 235 кој реално го има помалку од 1% во природната руда. Значи, станува збор за еден голем технолошки процес, почнувајќи од искупувањето на ураниум 238, кој е исто така радиоактивен. Во Европа нема наоѓалишта на оваа руда, колку што... Јас повеќе ги знам овие наоѓалишта кои се реално во Азија, во бившите советски републики ги има реално. Ги има и во Африка, во Намибија и во Нигерија. Тие биле извозници големи на ураниум во минатите години. Но и овие бившите советски републики доле во Азија. Сега, после тоа рудата се прочистува, значи реално од тоа се добива преку специјални постапки. Во светот ги има две. Едната е дифусиона постапка, таа ја развиле американците 45 до 50 година во проектот Менхетан. А пак русите имаат друга технологија која сега се користи во Иран, а тоа е со помош на центрифуги. Тој поим веќе го слушаме во јавност. Ајде пред да одиме со деталите за производството на атомска бомба преку збогатување на ураниум, така рековте. Согласно меѓународното право, ова што го споменавте, проектот Менхетан САД, само 5 држави официјално имаат право, согласно меѓународното право, Женевската конвенција и тој договор за неширење на нуклеарното оружје, имаат право да поседуваат нуклеарно оружје, и тоа се оние водечки САД, Русија, Кина, Франција и Велика Британија. Тие бидејќи до пред 1967 поседувале нуклеарно оружје и потоа во 1970 година кога е постигнат тој договор на кој потоа се приклучува и Северна Кореја, па потоа истапува. И сега уште 5 или 4 држави, тука е дебатата, дали имаат... Ирак, дали Израел или не имаат... Израел ниту демантира, ниту потврдува, меѓутоа тука се Пакистан, Индија, Северна Кореја и еве го сега Иран како дилема. Поседува или не поседува? Значи, освен природни ресурси, тој ураниум, како наоѓалиште, потребна е технологија, потребно е знаење, ноу-хау, потребни се нуклеарни инженери. Сведоци сме ние и на информации за атентати на Блискиот Исток. Имаше еден водечки ирански научник кој беше убиен, па никогаш не се разјасни кој, иако многумина го вперува прстот во тајната служба на Израел. Што се друго треба освен природни ресурси? Може ли, например, земја како Македонија, да речеме, да произведе атомска бомба? Значи, прво да се навратиме на прашањето за овие 9 земји кои го имаат нуклеарното оружје, но мораме да знаеме дека согласно НАТО протоколите уште во неколку земји во Европа има стационирано нуклеарно оружје од Америка. Тоа е Германија, Холандија, Данска, Италија и Турција. Ама тоа не поседуваат сопствено оружје? Не сопствено, но инсталирано во бази во овие земји. Исто така, знаеме дека Русија има инсталирано некаде околу 130, барем неофицијално податоци, и во Белорусија, во една база во Белорусија. Значи, како што кажав, нуклеарните технологии, за нив се пропишани меѓународни закони на Обединетите нации. И е потребно многу години, некаде барем 10 до 15 години, за да се изградат капацитетите на една земја за нуклеарни технологии. И од услови природни, да кажеме, во самата земја, до таму да можете да имате кадар кој би раководел. Иако во светот постоje два типа на модели како се развиваат тие нуклеарни технологии. Например, во енергетиката. Можете да ги развивате со сопствени ресурси, човечки и, да кажеме, и технички и просторни. А, например, интересно е дека Турција сега гради нуклеарна електрана, како што велиме ние, клучна радка со целосна технологија од Русија, дури таму ќе работат и руски инженери. Значи, може и таков модел да имаме. Моментално Франција гради нови нуклеарни електрани, сега збориме за електрани, не за оружје. Еве Италија сега во последните, па мислам година-две, се приклучува акционерски на новите електрани во Франција. Нели и за нуклеарните електрани имаше договор, односно тенденција кон постепено гаснење и
преод кон обновливи извори на енергија, процес кој запре, односно е ставен на пауза поради големата енергетска криза што настана по почетокот на војната во Украина. Германија ги стави, ги изгаси нуклеарките, па повторно ги активираше поради недостиг на енергенси. И таа технологија е во дилема дали треба да се развива дополнително, еве како што велите турците со клучна рака од Русија, дали Франција да отвара нови, или треба да се зошто да се користи нуклеарен погон за производство на струја? Бидејќи кога станува збор за нуклеарен погон, станува збор за употреба или на ураниум, мора да се користи или ураниум или плутониум. Плутониум како вештачки елемент, нели? 90% се користи ураниум во моментално во нуклеарните централи во светот, енергетски централи 90% е ураниум. Значи Европа имаше двојна дилема, да кажеме, под силното влијание на Германија, дека нуклеарните технологии не треба да се користат за производство на електрична енергија. Кризата во Украина, енергетската криза и сега може да се случи со Иран со затварање на теснецот, ни укажува дека природните ресурси, нафтата, гасот не се доволни во светот да ги задоволат нашите потреби, особено со поголемата имплементација на обновливи извори на енергија. Зошто? Затоа што особено фотоволтаиците им треба балансна енергија, нели тоа го збориме дека мораме да имаме хидроелектрани, термоелектрани, гасни, за да можеме да ја балансираме енергијата од фотоволтаици. Денеска светот не може без нуклеарните електрани. Колку држави во светот, наспроти овие земји кои важат за земји кои поседуваат нуклеарно оружје, поседуваат нуклеарни централи за производство на струја? Значи, некаде се повеќе од 30 веројатно. Секако, јас би дала еден многу интересен пример. Значи знаеме дека Украина поседува и тоа беше силата Запорожје. Да, повеќе неколку, значи и тоа беше силата на Украина. Но со тоа што веќе Арапските емирати инвестираат во нуклеарни електрани, укажува, каде што има многу нафта, нели, фосилни горива, укажува на потребата за развој на овие технологии. Она што е сега многу атрактивно, особено за мали земји како нас, или земји кои немаат традиција во нуклеарните технологии, например како што имаат Франција, како што имаат Германија, кога ги затвори, Данска, Холандија и така натаму, се тие мали модуларни нуклеарни реактори. Дури не сакаме некогаш и да го користиме зборот нуклеарни, значи тие се мали, се користат, може да се постават било каде, се носат со возило, да се постават, да се искористат и после, согласно европските и светските норми, мора горивото што ќе остане, осиромашеното гориво по потрошувањето, мора да се врати од таму каде што е дојдено. Добро, може ли секоја нуклеарна електрана, значи нуклеарка, која произведува струја, да биде претворена во фабрика за производство на нуклеарно оружје? Во самата нуклеарна електрана се користи веќе готово гориво. Самата нуклеарна електрана не ни е доволна за да произведеме 90% или 60% ураниум 235, значи со таква структура. Самиот процес на добивање на збогатен ураниум, кој до 20% се користи, збогатен до 20% се користи во електраните и во медицината, за добивање на радиоизотопи, за оружје, за бомба ни е потребно до 90%, веќе сами вие кажавте, збогатен ураниум. Тука треба повеќе видови, да кажеме, на фабрики, на производствени погони кои би стигнале од хемиски, значи прво сепарација на самиота руда, па после хемиски процеси на прочистување, па тек после со помош на центрифуги или американската технологија дифузија да се збогатува ураниумот. И самиот процес на збогатување не оди така едноставно. Треба долго време за да се случи. Сега што беше таргетирано во Иран? Тие нуклеарни постројки таму. Тоа е место каде што се збогатува ураниумот? Да, или тоа се нуклеарни електрани каде што се произведува струја? Тоа се места каде што се збогатува ураниумот, значи таму имаше хемиски фабрики, таму има центрифуги, Иран има повеќе од 100 високо квалитетни современи центрифуги за збогатување на ураниум. И она сега што се случи после бомбардирањето, видовме дека радиоактивноста на самото место не е многу зголемена и тоа не е од тоа што внатре имаше збогатен ураниум па настана некаква радиација на околината, туку напротив, затоа што таму има гасови кои се на база на ураниум и кои во контакт со водата можат
да дадат алфа радиоактивност, но само локално на местото и ако се вдишат. Мислам дека и Меѓународната атомска агенција веќе објави дека радиацијата во тој регион не е значително скорена. Пред радиацијата сакав да ве прашам уште околу термините. Рековте на почетокот македонскиот јазик е секогаш во потрага по идеалниот термин, односно збор за одреден поим. Кога станува збор, рековме за атомска бомба е секогаш нуклеарно оружје, но не постои нуклеарна бомба како таков поим, но постои зборот, терминот нуклеарна боева глава. Таа нуклеарна боева глава е само носач на кој се поставува атомската бомба или што? Кога велиме нуклеарна боева глава, што значи тоа? Значи, ќе се навратиме на нешто што многу е познато за сите нас, а тоа е класичниот експлозив, или ТНТ експлозивот. Денеска единица мерка за боевите глави, нуклеарните боеви глави, се мери во килотони на ТНТ. Значи на тој експлозив. Само една компарација. Например, во Хирошима бомбата имаше некаде 64 килограми ураниум, значи зборуваме за колку мала количина, која одговара некаде на 13 до 16 килотони експлозив. Класичен експлозив. Значи, што значи тоа? Со нуклеарното оружје, односно со нуклеарната боева глава, ние добиваме мала количина, ставаме мала количина на материјал кој има исклучително илјадници и милиони пати поголема разорна моќ. Веројатно и постои терминот хидрогенска бомба. Хидрогенската бомба е исто така вид на нуклеарно оружје, а не е атомска бомба. Па веројатно кога велиме нуклеарна бомба, тоа има поширок опфат. Ја подразбира и атомската и хидрогенската бомба. Значи самиот збор нуклеарна доаѓа од зборчето нуклеус, што значи јадро. Таму каде што се користи јадрената енергија. Уште Ајнштајн кажал дека имаме еквиваленција меѓу масата и енергијата и од многу мала маса од јадрото можеме да добиеме многу голема енергија, која денеска може да се користи за мирнодопски цели, но истовремено може да се користи и за производство на оружје. И кога нуклеарните електрани се користат за производство на струја, зашто друго може да биде искористено тоа нуклеарно гориво, односно нуклеарниот? Велите во медицината, спомнавте уште некој. Зашто нуклеарната енергија може да биде искористена во позитивна смисла, во полза на човештвото? Значи денеска подморниците не можат да се замислат без работење со на нуклеарен погон. Токму заради тоа што го кажав. Со мала количина во маса, во тежина, ајде како сакате така, во маса, вие добивате голема енергија. Во индустрија, рековте? Медицина? Во медицината, во индустријата се користи, исто така се користи во вселенските летала. Еве се, ние пред еден месец преведовме една книга, се преведе во Македонија една книга за космичкото право и еден огромен дел беше токму посветен што ако настане инцидент во Вселената каде што космичкиот брод има нуклеарен погон. Да, и тоа е прашањето кое следува, кое го допревте вие со делумно одговорот за радиација. Дали при хаварија на нуклеарна централа, на нуклеарка, нешто што се случило во историјата, познат е примерот на Фукушима, претходно Чернобил, во Америка, се еднакви последиците врз здравието и животот, односно може да биде загрозен животот на луѓето во околината и последиците врз здравието долгорочно, низ годините, исто како и при удар на атомска бомба. За среќа или несреќа, до сега сме имале само 2 пати во историјата фрлање на атомска бомба, Хирошима и Нагасаки. Тоа било 45-та во Јапонија. Значи, што е поразорно, пострашно за човештвото? Да биде употребена атомска бомба како оружје или да се случи голема хаварија на нуклеарна централа? Дали е еднаква опасност? Вака, значи, не се само тие 2 атомски бомби што се фрлени во Хирошима и Нагасаки. Знаеме дека големите сили континуирано прават експерименти нуклеарни проби? Проби, апсолутно. Се зависи од видот на нуклеарната хаварија во електраната. Во Чернобил ние имавме експлозија на јадрото, која е скоро исто како и иако немаше разорна моќ, значи само се истече радиоактивен материјал во облаците, да кажеме, во атмосферата. Во Хирошима имавме истекување на вода, така, на радиоактивна вода. Кај бомбите или нуклеарното оружје, освен што останува радиоактивен материјал на почвата каде што паѓа, тоа има огромна разорна моќ. И десетици, па и стотици години, значи
се останува, почвата останува радиоактивна, а веќе за луѓето знаеме што се случува. Значи има конкретни, моментални последици, но има и далекосежни последици со генерации и генерации. Вие рековте, ние сме навикнати природно на уранот кој се наоѓа во почвата и меѓутоа кога станува збор за радиацијата од него, како збогатен или како осиромашен, нели? Кога ќе биде употребен, станува збор за опасност од осиромашен ураниум, нешто што исто така бевме сведоци кога беа фрлени бомби во соседството. Колкава е таа опасност од таа радиација? Колкава изложеност е потребна за да се загрози здравјето на луѓето? Во каков домет има тоа, кога станува збор за радиус од X километри? Кога зборуваме за осиромашениот ураниум, тоа е помалку радиоактивен и оној што се наоѓа во природата. Се уште не постојат светски закони и норми дали тоа е штетно по човечкото здравје или не, иако ние на овие простори од заливската војна натаму знаеме дека такво оружје се користи. Последиците можеби ги гледаме, тоа времето ќе покаже и на нашиот регион овде, а и таму во Саудиска Арабија. Што работи вашата лиценцирана лабораторија? Бележи радиација, например? Мери радиација на ниво, количество и изложеност? Ние со подршка на Меѓународната атомска агенција успеавме да направиме исклучително голема акредитирана лабораторија, детектираме храна третирана со ионизирачко зрачење, значи тоа е ни едниот дел, но другиот дел е ние персоналната дозиметрија и можеме да определиме колку секој човек, особено тие што се професионално изложени, можат да изложен на одреден вид на радиација и можеме да мериме радиација во простор. Сите овие методи нас ни се акредитирани, меѓународно акредитирани и веќе имаме исклучителна соработка со дел од медицинските центри во државата. Добро, велите, научно не е докажано и времето ќе покаже. Веројатно последиците од Чернобил беа на некој начин научно докажани, имаше нели тогаш и ружата на ветрот следана, дека најголем дел од радиацијата во првиот бран отишол на кај Скандинавија, делумно се стигнал наваму, или последиците од НАТО бомбардирањето врз Србија со зголемениот број на одредени болести, појавна и раст на одредени болести таму, па и во овој регион. Зборувам за научно недокажано, недокажано, значи едноставно ефектите од осиромаштениот ураниум кој има помалку, да кажеме, енергија или е помалку радиоактивен од природниот, се уште ќе ги гледаме последиците во земјите каде што паѓаа бомби или се фрлени бомби со осиромашен ураниум. За оној радиоактивен материјал кој поседува збогатен ураниум, значи веќе немаме дилема кои се последиците. Значи заклучокот би бил дека изложеноста на радиација и од фрлена атомска бомба и од хаварија при мирнодопски услови може да бидат еднакво разорни и опасни. Во зависност од типот на хаваријата. Во зависност. И мислам дека не се споредува, според мене не се споредува атомското оружје, нуклеарното оружје, кое предизвикува комплетно експлозија, уништување на целиот простор со она што може да се случи од нуклеарна електрана. Сепак, во нуклеарните електрани постојат правила, регулации, обучен персонал кој може да влијае хаваријата да не биде голем. Бидејќи станува збор за оружје на одвраќање, нели така се нарекува, да се надеваме дека никогаш и нема да биде употребено, иако бројот те се намалува, те расте во зависност од геостратешките моменти и политики. Во однос на Македонија, дали Македонија на долг рок во иднина треба да размислува за употреба на нуклеарен погон, односно на некаков вид на нуклеарна централа за производство на струја? Македонија е мала земја, ние сме членка на НАТО. Имавме повик да се приклучиме кон некој во соседство. Вака ние некаде, сега ќе ви кажам 2016-17 година, заедно со СМ Македонија, во којто и јас учествував, со Меѓународната атомска агенција, сработивме два проекти за да ги почнеме фазите за нуклеарна електрана во Македонија. Ставот на крајот од експертскиот став беше или да се приклучиме на некое регионално сценарио како што сега го прави Италија, или да почнеме да размислуваме за модуларни реактори. Сами тука. Да си поставиме клучна рака. Значи пак од некаде да ги земеме, нели така, модуларни мали реактори кои би правеле баланс на енергијата добиена од фотоволтаици.
Меѓутоа, какви сме неодговорни како луѓе и како институции, можеби подобро што не располагаме со сопствено, бидејќи нема да знаеме да ја одржуваме понатаму, пак Јас верувам во нашите инженери, верувам во оние инженери што ги обучуваме, во експертите. Значи таа дилема се уште постои. Значи нема дилема тука, експертски став е или регионално сценарио со акции во некоја нуклеарна електрана во околината, тоа не може да биде во Франција, мора да биде блиску, или пак, а тоа е само Бугарија моментално најблиску до нас, или размислување за мали модуларни реактори на дадени локации кои се секако нели по сите правила. Професор Кеспасовски, благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме денеска. Благодарам и на вас.